Здраво, уште едно издание на Simple Life, уште еден подкаст. Почнаа да ми се нижат нашите подкасти, навистина сум срекна поради тоа и фала ви за поддршката, ја имаме во голем број, а со мене се доста интересни гости со уште поинтересна тема. Ќе зборуваме за long term permit или дозвола за долг престој во Малта. Ова тема на вистина интересна и доста луѓе ја прашуваат прашања, гледам и на нашите Facebook страни на нашата заедница и на српската заедница. А со мене се Зоран Ивановски и Слободан Томеке. И кажете ми нешто повеќе за вас пред да почнеме со ова интересна тема. Колку време сте на Малта, каде работите, дали сте задоволни од животот овде и некои така слични прашања, зошто сте одбрале оваа земја, овој остров? Добро вечер на сите пред се. Јас живеам и работам на Малта веќе скоро 8 цели години. Од лето ќе почнеме 9-та година, значи тука сум со цело моје семејство. Работам во Frank Salter Real Estate агенцијата. Што се однесува до животот на Малта? Како ја избравте оваа земја? По ствари ќерката наша избра, бидејќи ќерката дојде прва, една година пред нас. Неколку месеци после тоа сопругата и синот дојдоа на одмор, им се допадна. Јас дојдов после нив на 2 месеци да видам како можеме ние животот да го почнеме тука, дали можеме, дали одговара на наши потреби, желби, можности и се. И евентуално доколку најдам стална работа и да останам. Меѓутоа не успеав се снајдам на самиот почеток, меѓутоа со односот тие 2 месеци успеав да стекнам доволно сознание. Така да кога се вратив, разговаравме со сопругата и одлучивме да дојдеме. Наредната година, 2016, веќе бевме тука. Да. И како вие се одлучивте да дојдете на Малта? Јас сам имao poziv od jednog prijatelja koji je već bio ovde. I bio je više onako izazov. Razgovarali smo mi u porodici odavno da bi negde bili, da kažem, radi da se preselimo. Međutim, dobili smo poziv od nekih prijatelja iz Australije, a to je baš predaleko. Kad smo dobili poziv da probamo nešto ovde na Malti od naših prijatelja, ja sam bio taj koji je, kako kažu, povukao nogu i prvi došao ovde 2017. aprila mesec, tako da ja sam punih 7 godina ovde na Malti i mogu da vam kažem da i meni ovde porodica, da sam generalno zadovoljan, da smo se snašli, stabilizovali i da živimo sasvim normalno. Да, со тоа што имате и двајцата дозвола за долг престој во Малта, кажува многу дека навистина сте задоволни од оваа земја. Секако треба да има подобрување, нормално, затоа сме ние тука. Она што сакам да напоменам е дека зборувам на македонски, а нашиот соговорник зборува на српски јазик, така да можеме да се разбереме и да разберат и слушателите и гледачите и од двете заедници. Слободно, нели, тоа XU, како ќе кажеме ние. Кажете ми накратко што значи дозвола за долг престој? Што подразбира по тоа? Кој од вас? Ajde ja ću. Najkraće rečeno, long term residence permit predstavlja dozvolu boravka na Malti. Znači, to je jednostavno residence permit. Znači, imate pravo da budete rezident, da boravite. Ono što mi ovde kao pripadnici zemalja trećeg sveta uglavnom imamo, a to je da možemo da dobijemo boravišnu dozvolu, ali na osnovu radne dozvole. Znači, te dve stvari su nam vezane. Znači, dok imamo posao, dok radimo, mi možemo da budemo ovde, legalno imamo sva prava. Međutim, ako se desi, kao što je bilo, kad je bilo veliki problemi oko epidemije i tako dalje, kad se izgubi posao, onda imate 10 dana da napustite zemlju i to je to. Sa dobijanjem statusa long term, vi imate pravo da budete rezident. Да, со ова се губи, со ова сакате да кажете дека ако изгубиме нашата работа, ние автоматски го губиме и правото на престој иако сме добиле long term permit. Ne. Значи не, да. Long term, kada dobijete, kada možete da živite ovde iako nemate posla.
A, dobro. A rekao sam, Da. ovo kad ide godinu za godinom, Da. kad apliciramo, nama je vezano, kad nemamo long term, nama je Da. dozvola boravka vezana za posao. I kad izgubimo posao, moramo da idemo. Međutim, kad dobijemo long term, onda možemo da boravimo Sme ovde. bezgrižni. U neku ruku je to stvarno Da. velika prednost. Да, Значи, дефинитивно. обичната работна дозвола, која се издава на година дена, е врзана за работодавец. Значи, во самата лична карта, тоа не е иста како за граѓаните на Малта, се разликува, тоа е уствари дозвола за предстој, не лична карта во вистинската смисла. Значи, таа се издава на година дена и е врзана за работодавец. Со тоа што во самиот образец е впишано за кој работодавец е издадена таа работна дозвола. По истекот на година дена, односно пред истекот, треба да се аплицира за реобнова. Сега, во главном, не е проблем да се реобнови, меѓутоа може да се деси некој да биде и одбиен поради X причини. Во тој случај мора да или да напушти Малта, или има право да се жали, да поднесе жалба рокот 3 работни дена. Или, пример, доколку работодавецот значи, не сака да аплицира повторно за реобновување, мора во рок од 10 работни дена да се аплицира за нов работодавец. И тука настануваат сите проблеми. Со long term residence, тоа веќе го нема. Значи, како што рече господин Томиќ, може да се престојува на Малта и без да се работи. Односно, доколку сакате да промените работодавец, Имате подолго време. Да, значи тука е релаксирано. Да. Тој long term residence носи и многу други погодности. Значи, long term residence се издава на 5 години, со тоа што потоа може да се реобнови. Сега, со тој long term residence, значи, се стекнувате со истите права како граѓаните на Малта во многу погледи. Во ред, не можете да гласате, не можете да работите во јавна администрација, не можете, например, да добивате грантови за купување стан, значи постојат некои работи кои се резервирани само за граѓаните на Малта. И за европските граѓани, јас мислам. Па некои од тие значи некои од тие погодности не може да ги добијат ниту европските граѓани. Значи, сепак има одредени рестрикции за нив, но не во толкова мера. Но од друга страна има и многу придобивки. Значи, како што рековме, не мора да се брза за аплицирање, ги нема тие фамозни 10 дена. Имате право со long term residence, значи да патувате низ Шенген зоната без визи и без ограничување. Имате право да предстојувате и да работите во друга земја, во период, мислам дека беше максимум 2 години, затоа што може и вашето семејство да дојде со вас во таа друга земја, но секако и во таа друга земја треба да се аплицира за работна дозвола, со тоа што таа процедура е многу полесна во тој случај. Доколку се стекнете со со long term, исклучиво, да. Сега, признавање на дипломи и квалификации, после тука е образованието и обуката која е поврзана, значи, за работата, значи, како специализација или надоградба, тоа исто е, значи, овозможено со long term residence, исто така со long term residence тука можете да добиете и грант за некој за учење, за студирање. А колку чини самата дозвола? Да ги оставиме оние предуслови што треба да се исполнат, колку чини дозволата, бидејќи ова што ја нели ние секоја година обновуваме е 200 на сега 300 евра, а колку чини оваа дозвола? Административните трошоци. Кошта мање 100 и нешто. Значи многу помалку. 37,5 евра. Нешто, да. И тоа е, значи, едному 5 година е плаќање. Да. Така да и тоа е ја бих нагласио да е сам процес сваке године обнављања радне дозволе е своеврстан стрес за сваког од нас кој е то радио. Da li je to čekanje, da li je to skupljanje papira, i hoće, neće i tako dalje. S ovim ste stvarno relaksirani i, da kažem, mnogo lakše, opušteni možete da živite i da se osjećate nekako bolje. Da,
И исто ме интересира, доколку аплицирате вие за, доколку се стекнеме со статус на long term permit и ја добиеме оваа дозвола, кој се може покрај нас да ја добие дозволата? Деца, може ли на некој начин тоа да се пренесе и на нашите деца или на нашиот сопруг, како Може. или на брачниот другар или Bračni партнер, drug, šta како? god. Znači, imate pravo Mhm. da na osnovu vaše Mhm. dozvole za dug boravak aplicirate za članove vaše porodice. To Од што зависи? zavisi od primanja koje imate. Znači, morate da imate, kao i za ostale, da kažem, dozvole, morate da imate onaj neki prosek i plus 20% za svako dete, recimo i tako. Tako da je to, da kažem, u startu malo, uslovno rečeno, otežano, ali neko ko ima iole neka stabilnija primanja, moguće je to da se uradi. Ja sam, recimo, to uradio bio za moju suprugu, da kažem, dok ona nije dobila, dok nije sredila papire i tako dalje, tako da može to da se završi i to je takođe još jedna velika pogodnost koju je alternativa. И кои се предусловите за добивање на оваа дозвола? Кои предуслови апликантот треба да ги исполни пред да аплицира за long term permit? Пред се треба да имате стално вработување, значи договор за работа на неодредено време. Мислам дека и со договор за работа за одредено време исто може, но не сум сигурен за тоа. После тоа треба, значи, минимум 5 години да бидете на Малта, со тоа што секое отсуство од ЕУ, односно од Шенген зоната, колку време сте биле отсутни, за толку и се пролонгира. Значи, доколку сте излегували од Шенген зоната, да речеме некои 4 месеци вкупно за време на тие 5 години, тогаш рокот е 5 години плюс тие 4 месеци. Сега, морате, значи, за сите тие 5 години да имате FS3 образец, значи тој е потврда за платени придонеси и за такси. Морате да имате валиден договор за стан, значи, кој не е пократок од 6 месеци, односно важноста на договорот да биде минимум 6 месеци на датумот кога аплицирате за long term. Треба да се извади и police conduct документот, односно тој е потврда која издава малтешката полиција дека не сте учествувале во криминални активности во нарушување на јавен ред и мир. Тука на Малта или тука на Малта само? И последна работа, значи, што треба исто е потврда од архитект, дека станот одговара на потребите на, например, трочлено, четворочлено семејство или доколку е, например, група станари, колку станари се во станот, значи дали одговара, значи битно е да се биде непрекинато на Малта. Доколку сте менувале работодавец во меѓувреме, тоа не се смета како отсутност. Значи тоа е нормален процес и не влијае на тоа дали ќе добиете long term или не. Битно е да не сте отсуствувале од Малта повеќе од 6 месеци. Да, јако е битно да u kontinuitetu morate da boravite tih 5 godina. Maksimalno dozvoljeno odsustvo je 6 meseci. Znači, ako ste odsustvovali par meseci zbog nekih privatnih potreba, bili ste u svojoj zemlji ili negdje u inostranstvu, to se toleriše. Međutim, ako ste bili odsutni duže od 6 meseci, gubite pravo da aplicirate, odnosno računa vam se od tog dana kad ste došli ponovo 5 godina, da biste mogli da aplicirate. Само би дополнил 6 месеци во континуитет. Да, во континуитет. И исто така, еден од предусловите е и курсот по малтешки јазик. Ова е услов кој на многу тешко им паѓа при аплицирање, или така можем да кажем, еден од потешките услови. Evo ovako, ako ja mogu da kažem nešto o tome. Malteški jezik je deo mere integracije, pošto se insistira da sve osobe koje dobiju taj long term status budu integrisane u malteško društvo. To je stvar koja se generalno sprovodi i u ostalim zemljama Evropske unije. Svako ko želi da bude tamo nastanjen mora na neki način da postane deo te zajednice. I onda se kroz taj neki vid omogućava tim ljudima da
nauče i lokalni jezik, običaj, kulturu, istoriju i tako dalje. Tako da su to u stvari te mere integracije i u okviru tih mera integracije imamo sad zahteve koje trebamo da ispunimo. Ti zahtevi su grupisani u dve faze. Prva faza obuhvata malteški jezik na nivou 1 i neke osnove te kulturne integracije. Do skoro je bio i engleski jezik. Međutim, trenutno taj engleski jezik nije obavezna stavka. Ako imate potrebu, može da vam se obezbedi i kurs engleskog jezika osnovni. Ako vladate dobro engleskim jezikom, nije neophodno potrebno. Tako da te dve ili tri stvari vam predstavljaju taj osnovni deo integracije. Kada završite sa tim, sa tom prvom fazom, onda ide druga faza integracije. U drugoj fazi integracije imate malteški jezik na nivou 2 i imate tu kulturnu orijentaciju koja je nekih 120 časova i to je najkrupnija stavka, da, koju imate. To je onako grubo što se tiče zahteva da biste ispunili taj deo što se tiče integracije u društvu. Da, može li nešto poveke za kurs po malteški jezik, kako izgleda, kako su organizirani časovite, da li treba lično prisustvo ili se na neki način držat časovite online ili preko internet, kako se to je organizirano? Значи, називот на курсот, прво би рекол, значи, називот на курсот е I Belong, и, како што рече господин Томич, е од две фази, односно две години, две училишни години, или грубо да кажем. Значи, првата година се одвива на MCAST, додека втората година ја сметат како на повисоко, на академско ниво, и таа се одвива во рамките на Универзитетот на Малта. Дали ќе се одвива курсот онлайн или со физичко присуство, тоа се одлучува за секоја година, значи нема некој пишано правило. Кога јас и сопругата кога почнавме со тој курс, че ние почнавме 2021 година, тогаш наставата, значи првата година одевме на MCAST во Паола, лично, физичко присуство, со тоа што вториот дел, веќе наредната, 2022, се одбиваше строго онлайн. Значи, и малтешкиот јазик и часовите по култура и интеграција, свето се одбиваше онлайн, во два различни денови. Значи, еден ден беше малтешкиот јазик, после неколку дена беше малтешката историја и култура. Еднаш неделно се предавањата, или два пати? Значи, првата година се одбиваат предмет по предмет. Значи, ние имавме прво часови по малтешка историја и култура. Значи, тој во време трајање од 8 недели. После имавме мала пауза од неколку месеци, додека почна курсот по малтешки јазик. Исто се одбиваше еднашка неделно, вкупно 8 недели. После тоа, значи, на крајот на секој курс се прави полагање и доколку успешно се положи, се добива сертификат за поминат прв дел на курсот, односно, мислам дека го вика тоа како потврда за интеграција. Но самата прва година не е доволна за да се аплицира за лонг терм. Мора да се помине и втората година, односно да се слушат сите предавања, да се полага на крајот и да се добијат тие сертификати. Вие рековте дека вториот дел е многу потежок, оној за културата, што сочинува тој точно? Nije on toliko težak ako želite nešto da naučite. Ja sam imao veliko zadovoljstvo da imam dvojicu izuzetno dobrih predavača koji su nam zaista približili maltešku istoriju, kulturu, običaje, način života, uređenje zemlje, jer tu se dotičete bukvalno svih delova života u jednoj zajednici, koje su karakteristike ljudi, kako se živi, šta je uobičajen način života i tako dalje. Tako da je to bilo meni vrlo interesantno i ako sa tog stanovišta posmatrate,
osim te dužine, da kažem što je to trajalo poprilično, sve drugo bi rekao da je bilo jako lepo. Čak smo i organizovali 2 puta jednodnevne izlete sa grupama gde smo obilazili određena istorijska mesta ovde na Malti i tako dalje, tako da je to bilo jako lepo. Ono što bih hteo samo da kažem, ja se izvinjavam, vezano za I Belong program. Ja sam bio u drugoj grupi polaznika, to je 2018. godine, sam krenuo sa tim, kad je to još bilo u početku, u razvoju. I do tada ste vi takođe mogli da dobijete long term dozvolu, ali ste morali da idete privatno sve to da završavate i da donesete sertifikate da ste sve ovo položili što smo rekli, ali ste morali da donesete i priznanicu da ste sve to platili. I tu je bila velika, da kažem, začkoljica, blago rečeno, znači morao si to da platiš iz džepa, a cene tih kurseva uopšte nisu jeftine, nisu bile male. Međutim, država Malte rešila da na neki način pomogne, jer i njima odgovara da se mi integrišemo u društvo, i onda su organizovali preko Direktorata za ljudska prava te kurseve pod nazivom I Belong, gde su pokušali, a vidimo i da su uspeli, jer prošle godine, prema podacima koje imam, pošto to pratim, je bilo preko 3.500 prijava za kurs I Belong, što je, da kažem, stvarno jedna onako velika cifra, i to se treba organizovati, treba toliki broj polaznika obučiti, naći predavače, prostore i tako dalje. Tako da je to jedan onako ozbiljan projekat od strane države Malte i nama olakšano. Za treći od sveta? Da, za treći svet. I Makedonci i Srbi isto se prisutni na predavanjati, od koji sve zemlji imаме tamo? To je mešan kurs, znači multikulturen kurs. Znači ne samo za nas od balkanskите земји, туку има луѓе од целиот свет. Буквално сите нации кои се тука застапени на Малта имат право да го посетуваат тој курс. Moj najbolji prijatelj je bio iz Libije, čovjek mojih godina, mi smo se super družili, baš je bilo interesantno. Što se tiče samog malteškog jezika, pitali ste o tome kako sad izgleda sam kurs i koliko je sad sve to teško ili nije teško. Svako od nas ima neko svoje viđenje toga. Razlikujemo se i prema tome koliko poznajemo i svoj, da kažem, maternji jezik, onda je tek problem naučiti i neki strani jezik. Ali opet kažem, volja, želja da se nešto uradi i motivacija svakog od nas je jako bitna u celom tom procesu savladavanja tog jezika. Da li vi го практикувате сега малтешкиот јазик? Ja, nažalost, ne. Јас се трудам колку можам повеќе, деки така го поднаучив, не можам да кажам солидно. Подобро можам да ги разберам, отколку што можам да искомуницирам. Битно за малтешкиот јазик е да се научат што повеќе нивни зборови, бидејќи граматиката како граматика им е многу комплицирана, со некои чудни правила. Интересно, има доста и од самите малтези што не би знаеле да ви ги објаснат тие правила, зашто е тоа така. Значи, тие правила се во врска со формирањето на времењето, минато, сегашно, значи измената на зборовите спрема времето, како се формира множина. Значи, тука се менува редоследот на буквите, некои се изфрлат, некои се додават, или се менува формата на целиот збор. Или, например, бројот 1, ако е вихет, а сакате да се изразите количински, то ќе кажете лахта. 2 е нейн, меѓутоа количински е зеуч. И се вере такви работи, може да набројуваме до... Да. И како се организиравте вие околу подготовката за тестирање? Бидејќи и двајцата сигурно сте работели, сте имале некои обврски и дома, сигурно сте сакале да имате слободно време. Како се до тоа, бидејќи 2 години се подготвувате тестирањето? Се полага година по година. Година, но вкупно се 2 години. Да. Па, вака да кажем, првата година... Треба истреност. Па треба. Првата година е многу полесна, мислам.
втората година, како што реков, е веќе на некој академско ниво и бара истражување. Значи, бара стварно учење, бара да се истражува, да се наоѓа на интернет сето она што е врзано за лекциите кои се предадени и слично. Самите предавачи помагаат, значи тука доста, че нивна цел е да ни помогнат, а не да не оддалечат од курсот. Значи се добиваат материјали од нив, например, од минатите години, тестовите, како изгледале све, така да тоа го олеснува процесот на припремањето. Историјата и културата, како што рече господин Томич, не е, значи, тешко да се научи, бидејќи ние сме тука, ние живееме, тоа го гледаме. Значи, тоа ни е помалку повеќе познато. Но самиот малтешки јазик, како јазик е бога ми многу тежак. Да. Се состои некои, според тоа што ни кажа на курсот, некои 65% од арапскиот, 25% италијански и останатото е некоја мешавина, има некои француски зборови, некои англиски и уште од некои други јазици. И како изгледа самото тестирање? Само тестирање е sastavljeno из два дела, бар причам онome kad sam ja to polagao. Imate i usmeni i pismeni deo. Gde u pismenom delu trebate da imate testove, polažete i tako dalje. Со заокружување или? Da, nešto popunjavanje i tako dalje, ali znači forma testa je u pitanju. Kod usmenog dela je generalno razgovor. Znači, odgovarate na pitanje, kažete, recimo, ispričate gde radite, nešto o vašoj porodici, navikama i tako dalje. Eto, to je nešto, da kažem, elementarno što se traži, ali to je već, da kažem, ne prosto pitanje odgovor, vi morate da formirate par rečenica, pasu, da znate nešto da ispričate na određenu temu i to je baš onako... Zahtevno, a? Jeste zahtevno, jer su, ono što je meni recimo bilo najteže, ako mogu tako da kažem, a to je da recimo malteški jezik nema srednji rod. Imate samo muški i ženski rod, nema srednjeg roda, tako da sve ono što smo mi navikli podsvesno, ono tamo ili mislim, toga nema, mora da bude ili muško ili žensko i tako dalje. Veliki uticaj, kao što je rekao. Именките треба да се учат на памет кој е машки или женски род, или има некоја логика, као, например, еве, маса, таа е маса, или они имат нешто друга логика? Не, значи, формирањето машки, женски род е слично како кај нас. Значи, именките во женски род завршуваат на А. Сега, интересно е тука што може би некои именки, што кај нас, например, ние ги сметаме како именки за предмет или нешто во машки род, кај нив е, например, женски. Но можеме лесно да ги разпознаваме со тоа што завршуваат на. Може. Табиба, рецимо, доктор и докторка, така да може лако да се препозна. И уште едно прашање што се зборува помеѓу сите нас, или сум слушнала така као приказни меѓу себе, може да се некои шпекулации, но сега, еве, вие сте тука за да ни потврдите или да негирате, е дека после добивањето на дозволата за долг престој на Малта или long term permit, имаме многу полесна можност за добивање на малтешко државјанство. И дали е воопшто возможно да се добие државјанство на основа на долг престој на Малта? На тоа прашање најдобро би ви одговорил некој адвокат. Според моите сознанија, значи, постоечкиот закон на Малта предвидува поседување на long term residence како еден од предусловите за добивање на малтешко државјанство. Сега тука има уште една врста, значи, на дозвола за престој, тоа е permanent resident, за која, како што не информира, значи, на курсот, предуслов е long term residence. Значи, кога ќе дојде до реобновување на long term residence, може да се аплицира или да се добие таа перманент дозвола. Тоа се уште не сум сигурен, бидејќи се уште сме далеку од тоа. Сега, за самото државјанство, значи,
еден од основни предуслови е 15 години, значи предстои на Малта, да може да се аплицира. Сега после тоа колку ще ќе трае тој процес, све зависи.